Дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест денеска, втор ден од кампањата за локални избори. Мој гостин да биде Владо Мисаговски, министер за одбрана, подпредседател на ВМРО ДПМН, дел од извршниот комитет. Добре дојде. Благодарам на поканата. Владо, вистинскиот избор со твојот човек за твоето место, за твојата иднина. Од прва рака, буквално кажано, која е пораката на вашиот слоган? Вистинскиот човек, твојот човек, сакаме да покажеме дека секој еден граѓанин треба да се избере кој е неговиот човек што ќе му води општината. Многу од овие градоначалници знаете дека 4 години дадоа се од себе да покажат едно различно светло, да покажат нешто што во минатото не се случуваше, а тоа да бидат работливи, да зборувам за ние 7 години додека СДСМ и ДОИ беа на власт, и да покажат многу проекти, многу ведрина, да покажат дека можат со народот секојдневно да бидат и да ги решаваат проблемите. Некои проблеми се многу потешки, некои проблеми треба подолго време, но секој од овие кандидати сега за градоначалници, но и сегашните градоначалници од ВМРО ДПМН и коалицијата покажаа дека може многу работи да се променат. Јас кога имам прилика често пати со примери кажувам понекогаш какви општини затекна. Ако дел од општините беа заглавени во долгови, во кредити, немаа проекти, зашто многу е важно да имате проекти за да аплицирате за различни, можности за каде што владата ќе помогне или некоја друга опција како грант или слично, немаше ни проекти. Сега може да видиме експанзија на проекти. Преку само 300 проекти, последниот повик што владата го распише заедно со општините, тоа е сериозна бројка. Но многу работи треба да се довршат. Затоа бараме преку вистинскиот избор, бидејќи вистинскиот избор е овие луѓе да продолжат со работа, да имаат поддршката, се разбира, максимално од централната власт, заеднички да се справуваме со проблемите, заеднички да им помагаме на општините, да навлеземе во тие проблеми и да покажеме навистина подобро светло низ годините што идат. Дадовме максимум како партија да извлечеме најквалитетни кандидати и драго ми е што граѓаните го препознаваат. Тоа е многу важно. На анкетите, ако може да забележите, на секаде скоро во Македонија, луѓето што се предложени од ВМРО ДПМН водат на анкетите и очекуваме една убедлива победа. Многу е важно кога ќе кажеме твојот човек да го сака секој еден градоначалник и кандидат своето мало, да ги сака сите особености на едната општина каде да се надпреварува за да стане прв човек или да продолжи да го води мандатот и да ги продолжи проектите. Сега имаме квалитетни луѓе каде што овие 4 години направија многу проекти и навлегува во други проекти што чекаат да се реализираат. И знаете дека наеднаш со новиот мандат ќе продолжат сите овие проекти да се раздвижуваат и тоа е добро. Но има некои работи што мора подолг временски период да се да се работат, како што е отпадот, хигиената, загадувањето и така натака. И добро е што секој еден градоначалник има во своите програми различни видови на проекти, а посебно ова е во делот на Скопје, каде што сигурно ќе имаме простор да разговараме, каде што граѓаните тоа го барат. И на истражувањето, на мислењето на граѓаните, сите велат дека отпадот, хигиената, полните континери и така натака се едни од главните теми, ја би рекол и тема број 1 поготово за градот Скопје и скопските општини, но исто така навлегуваат оние сообраќајници, решенија, патеки што се бараат и така натака, урбанизам, сообраќај, да се стави поголем ред и безбедност. Се е тоа акумулирано во оние барања од граѓаните. Имаме вистински луѓе што сакаат да работат и затоа набрзо и народот треба да излезе масовно, целосна поддршка да е на нашите кандидати од ВМРО ДПМН, зашто тоа е вистинскиот избор. Твојот човек за твојата иднина, бидејќи се работи за продолжување на убавите нешто. Градоначалниците на ВМРО ДПМН изминативе 4 години направија еден сериозен преседан за промена во позитивна смисла. Минаа 4 години без ниту единствен скандал, афера и какво било нешто, значи вие како влада го наследивте тоа скоро година и половина, но 4 години немаме афера. Интересно што еден од кандидатите на СДСМ од Скопското подрачје го фалат по тоа дека немал афери.
Значи тоа е неговата единствена придобивка. Не е се што не изградил ништо, нели не направил, ама леле, тоа е чудо како може испаѓа работава да не направи нешто. Како еве вие успеавте? 4 години се многу, 44 5 општини, многу луѓе, многу општини, многу работа, многу пари, да не се лажеме, влегуваат и излегуваат. Минавте 4 години без ниту една единствена афера, нешто што е, нели, за граѓаните исто така, не велам бадиела преседан, чудо за Македонија. Такви нешта не се случуваа порано. Да, порано се случуваше обратното. Да, за жал. Не сум го слушнал со дека нема некои афери, не знам ни за кој се работи, но секој ги познава многу добро кандидатите на СДСМ, на опозицијата, другиве партии некојаш немале ни прилика да победат нигде во Скопје или во било каде во Македонија, можеби други опозицијски партии воопшто нема победат, но она што е важно дека овие 4 години луѓето работеа максимално. Има и нови лица на предложени кандидатите што тек чекаат доверба да добијат за да се покаже, да се размамнат, ја би рекол. Но важно е за нас како партија, како држава, ова да стане нормално. Да стане ова нормално, ја би бил најсреќен кога нормалното би било дека не би имало афери. Секогаш, знаете, ќе постојат и различни центри каде што ќе ги фрват пердувите, ние велиме, за некоја лага или фейк ньюс или така натака, што сакаат да оцрнат било кој политичар, но важно е и за мене, јас еве како политичар кажувам што е вистината и реалноста и транспарентноста. Кога сте силен со аргументи, позади вас знаете дека сте сработиле, ништо не може да победи, колку и да се измислува и така натака. Затоа ја ги охрабрувам сите градоначалници да продолжат да работат макотрпно за народот, за граѓаните, да работат сплотено со нив. Секогаш ќе има предизвици, секогаш ќе има, но поради тие причини вие што ги кажавте, што нема афери, мислам дека затоа и на анкетите тоа се покажува дека сегде водат кандидатите на ВМРО-ДПМН. И тоа значи нешто во општеството и ова треба да биде особина на секој еден политичар и сега и во иднина. Јас тоа го правам секојдневно, се надевам дека да бидеме честни, со честни намери да работиме за татковината. Затоа сме тука. И после нашиот мандат нема нешто побаво кога ќе видите, кога ќе сте свесни дека сте сработиле согласно закон, согласно процедура, сте дале се од себе нешто да реализирате. Не може се, некојаш некои постапки се многу бирократски, но затоа и ние сме тука да ги решаваме како технократи, да најдеме амбиент и сето тоа да се случува поефикасно. Затоа вистинскиот избор е повторно градоначалниците на ВМРО да продолжат со ова темпо, да ги засакуваат ракавите постојано и да има производи како проекти за секој еден граѓанин. Кога тоа секој еден човек ќе го види, ќе го осети, брзо се шири тоа низ народот. Дека човекот работи, дека се труди, може да се види на терен, во твоето мало, колку улици има и така натака. Сето тоа е еден добар импулс. Знаете какви беа изминатите 7 години пред ВМРО-ДПМН да дојде на власт? Секој ден имаше афери, скандали, корупција. И тоа го знаеме, сме го збориле, сум доаѓал како во опозиција тука често пати. И сега имаат само една аватка за сето ова, тоа е свое обвинителство и судство, каде што таа е последниот, вака би рекол, тоа е последниот браник на овие политичари за да она што беше црниво, што го правеа така натака да се излезе пред правдата и одговорност да има за сите оние што го правеле тоа во годините. Но сакам да порачам и друга работа, и некој кој да се дрзне и од било која партија да го прави сето тоа, независно кој е, треба да си има одговорност. И тоа треба секој еден политичар да си го знае. Што беше пресудно за да овие кандидати видат оние со кои што истрчавте на овие избори? Дали беше пресуден моментот, анкетата вели, тој ке тепа сигурно ќе победи, тоа е тој, или пак нешто беше многу по-пресудно и по-битно за да го направите тој така наречен фоторобот на кандидат за градоначалник, кој што нели понатаму ќе го работи тоа што ќе го работи, а нема како некој имаше и лоши примери, за жал и се уште имаме некои што се појавија, но што беше пресудно овој пат за фоторобот на еден кандидат за градоначалник кандидат. Ова е добро фоторобот. Така, да. Но, CSI. Немаме фоторобот, но она што е пресудно се анкетите. Так. Анкетите, мислењето на народот и многу различни прашања, подпрашања што секој еден ги добива и на терен, што мислат граѓаните, но јас многу директно ги кажам, јас сум потпредседател на ВМРО-ДПМН, што мисли комитетот, што мислат нашите симпатизери, што мислат оние наши најактивни тркачи, ја би рекол, постојано, дали има коректен однос спрема нив, дали со секој еден, независно од која партија, е коректен, дали е коректен, има добар однос со бизнис заедницата и така натака и така натака.
не може сегде да биде идентично и сегде да има можеби успех на секое поле со таа комуникација, но на анкетите можевме да забележиме многу различни кростабулации на прашање каде што може да видиме квалитет на оние што се понудени од ВМРО наспроти на оние што се од другите партии. И затоа за секој еден кандидат разговаравме и на извршен комитет, и на централен комитет, и дебати за различни би рекол кандидати, кој да биде, како да биде, зашто кој е подобар. Негде се соочувавме да имаме вака многу искрено и директно двајца, тројца квалитетни. Па дали треба да продолжи некој од претходните градоначалници и дали треба нов, па имаше на некои позиции некој што повеќе се истакнува, треба се даде шанса или некогаш некој надвор од партијата има подобро мислење. Така треба да се градат политиките. Ако народот го препознава да и сака да го види повторно, односно да гласа за тој човек, така треба да се водим. Но некогаш и тие анкети и мислења, но и она што го кажуваат нашите комитети, нашите структури, и да е негативно, секогаш го земаме за обзир и тоа или го превенираме, или ако не може се разбира, ќе се стои и со друг кандидат. Но најважно е што сега овие сите кандидати за градоначалници и сегашни градоначалници имаат наистина огромен рейтинг и би рекол предност, па би рекол и 5:1 до 10:1 во различни општини. Што очекувам историска победа, очекувам дека ќе имаме бројки што до сега не се видени во време на локални избори во корист се разбира на ВМРО и коалицијата. Колку теренската работа и тие сугестии и кажувања од граѓаните беа пресудни за програмата која што ја имате, која што вие сте за разлика од една друга партија која што секогаш ги пренесува жедни преку вода што велат, нели, гласачите па ќе им ветат милиарда работи, ќе исполнат половина од таа 1 милиарда работи, не половина 500 милиони, туку половина работа. Се сеќавам 72% имаше отворање на градинка, 72% била направена, но еве и такво нешто видовме, но што беше пресудно во создавањето на програмата? Граѓаните, нивниот глас, потребите или пак и други работи? Да, апсолутно тоа што го правевме како собирање на идеи беше пресудно, но и многу програми што беа затекнати во општините и многу градоначалници веќе започнаа со сериозни проекти и тие мора да се продолжат. Иако дел беа ветени од претходната програма, најголем дел ги завршија програмите, имаше многу проекти што се започнати надвор од било која проект, тоа е добро, тоа е супер. Но исто така и она што градоначалниците сметаат дека е важно за општината, затоа и тие луѓе треба да се спромовираат со дополнителни решенија што они како градоначалници сегашни го гледаат што е потребно за општината или за градот и тоа е многу важно. И многу други проекти што граѓаните вака ги предлагаат што се важни. Но треба да има еден убав, би рекол, сублимат на сето ова за да се исполни буџетот. Вие мора да планирате онолку колку што ви е долга чергата. Онолку колку што можете да си дозволите од сопствениот буџет. Ако во минатото, да речеме, некои градоначалници во првата година не можеа ни проектирање да започнат, сега можат веќе со многу проекти да аплицираат, знаете дека како влада помагаме со многу проекти. Со многу. Затоа е важно овие проекти да се продолжат. Тоа е само така граѓаните ќе сватат дека секој еден градоначалник работи повеќе за нив. И да има вака надпревар помеѓу градоначалниците, кој повеќе направи игралишта, кој направи повеќе, не знам, паркови и така натака и така. Тоа е суштината и зашто ќе ја дадат довербата. А фоторобот немаме се уште, но така. Но тие се карактеристиките да биде чесен, да биде домаќин, да се домаќин, работлив, сепак може да направите еден тип на позитивни карактеристики кои што треба да ги има, не точно, да го нацртаме, нели, ама не го нацртаме, но има различни карактери, секоја средина е посебна. Некои граѓани сакаат постојано градоначалникот да е на терен со нив, негде имате огромни општини каде што не можете секој ден да бидете на терен бидејќи треба си ја сработите и својата работа, но да биде секој ден нормален човек и да биде со граѓани. Тоа е најважно. И некогаш и да не можете да го направите, треба да се објасни. Зашто не можете, кога би го испланирале, дали е некогаш се соочувате со проблеми како што се, не знам, експроприација или проблеми во градежното земјиште или слично, се објаснуваат. Мора да се објаснува за граѓанието да види дека сте до него. Јас сум теренски човек, се постојано ќе бидам на терен, ќе разговараме за различни проблеми некогаш што не се во мојот делокруг во овој момент, но пробувам на било кој начин да барем да најдеме решение за многу проекти.
излегувате од рамките на претходниот фоторобот, кој што значеше седење по кафеани, тендери, дронови, ископи, песоци, канализации, осветлувања, тоа беше препознатливо, но наметнати една друга заедничка игра, би ја рекол, тимска игра, за промена меѓу централната власт и локалната власт. Предходно, она што го правеше централната власт беше да постави некоја сопка или да земе некои пари кои што биле планирани по буџетот и се од општините да ги врати назад за да пополни некоја своја дупка. Сега за промена имаме една одлична кохабитација и коалиција буквално кажано меѓу централната и независно дали е од опозицијата локалната власт. Покажавте тоа со парите што им ги доделивте. Не се видело вакво нешто, влегува многу милиони евра за промена. Нешто што беше кажано и најавувано од вас и додека бевте во опозиција дека треба да се стори. И еве за промена повторно многу преседани, ќе речам позитивни, се случи и тоа. Граѓаните директно дојдоа до тие пари што се вели, бидејќи преку локалните самоуправи за нивните потреби, биле тоа училишта, биле сали, биле патишта, биле, значи милиарда работи се сторија, но еве за СЕФТЕ во Македонија, иако имаше и порано честопати едната партијата што е на власт да биде со мнозинска локална самоуправа, немаше ваква кохабитација, беа најчесто во колизија, а не нели во Не, после додека беа СДСМ и дои на власт немаше ништо, немаше ни проекти, тоа кафани, тоа беше секојдневие и скандали и афери. Но овие средства што од владата ги дава и не се само тие средства директно што ги знаете како поддршка на сите општини, без разлика од кој е на власт во таа општина, без разлика секој ги доби средствата и тоа се многу пари. Многу пари за мали општини, тие пари не може да ги планираат никако ако владата не помогне. Тоа се сериозни средства, не знам. Многу градоначалници направија нови градинки, направија нови паркови, направија многу улици. Еве во Ѓорче преку 200 улици се направени, не знам, кај Дарко исто така во Бутел, Газибаба проекти има на секаде. Орце направи 2 програми во кисела вода, да не ги набројувам сите, но дадоа максимум бидејќи со дополнителна, ви рекол, дополнителна финансиска финансиски стимул и инекција, општините може да планираат долгорочно. Што значи тоа? Ако оваа година во буџетот ги планирате, не знам, X проекти, владата го ви помогне за најкапиталните проекти, вие имате уште една програма. Тоа сакавме и ние како влада да го покажеме. Ако таа инекција доаѓа директно од буџетот, они во како градоначалници да може да проектираат во одреден период за да може потоа да аплицираат. Знаете, потоа и да одобрение за градење и така, што е процедура што треба да се испланира. И тоа треба да се објасни на граѓаните дека ако ветите нешто, дека вас ви треба долг период да го испланирате, да го ставите во буџет. Но претходно не можеа да го испланираат, бидејќи немаа средства. Се должеа пари. Или па имаше доспеани обврски. Јас ова го кажувам не само како проблем на градоначалниците. Јас кога дојдов како министр истиот проблем го имав. Немаше доволно средства за плати, немаше доволно средства да се исплатат по колективен договор од 2017 година разни трошоци што требало да се исплатат. Тоа се сериозни пари, поготово за едно Министерство за одбрана. Или истото се случува во Министерство за внатрешни работи и така натака и така. Тоа се сериозни пари што претходната гарнитура не им било гајле. Они гледале само како политички ден за ден да добијат нешто, да измислат, да наклеветат и така натака. И меѓу време, што како најважен проект им беше да продадат нешто национално, за да покажат некоја приказка кон него, а таа приказка била како да останат еден ден повеќе. Но народот го препознава тоа, и ги препозна, и затоа ни даде толку голема доверба за да работиме честно и посветено. Дали има грешки, секогаш може да има грешки, но тука сме да се поправаме, да работиме и да покажеме поинакво светло. Ки има многу проекти, ки има, би рекол, добра иднина за не само за Скопје, за цела Македонија, бидејќи секој еден кандидат за градоначалник, но и цела влада стоиме еден до друг само за да биде подобро и да има повеќе проекти. Некогаш е тешко, но затоа и во тешко треба биде секогаш во МРДП. Историјата се повторува. Сега имате против себе една тројна коалиција СДСМ, ДУИ и Левица, иако сите тврдат дека не се заедно, се гледа од авион, според работите нелогични што се случуваат на терен, нивните кандидатури во Струга, Гостивари, каде и да е, а не кандидатури во Штипи, Велес, каде што стојат добро. СДСМ се гледа како соработуваат, луѓе од Левица работат во СДСМ, тоа се приказки за мали деца дека не соработуваат. Но еве, имате една ситуација историски
се повторуваат работиве, велам, повторно сите против ВМРО, овој пат против ВМРО ДПМН. Ќе успеете ли да ги победите, бидејќи од друга страна пак една анкета пред 2 месеца беше исто така преседан анкета. ВМРО ДПМН имаше прашање за кого ќе гласате доколку утре има избори, имаше над 50% од гласовите за ВМРО ДПМН, сите други заедно беа 51 чинам беше ВМРО или 2, другите сите заедно беа 48. Еве, се повторува историјата, но за промена, би рекле, бидејќи порано историски не беше баш така, ќе ги победите ли? Сите на копче ќе ги победиме. Еве, држете ме за збор, ќе ги победиме сите на копче. И тоа нема ВМРО ДПМН само да ги победи. Народот ќе ги победи сите овие коалиции што би рекол у позадина играат, а не никад пред јавноста да го кажат тоа и директно да кажат да соработуваме. И тоа е политички коректно. Треба да кажат да соработуваме за подобар резултат, но се кријат као прокси некои би рекол позадини за да направат некаков си дил. Так. А што е дилот? Што нека објаснат што ќе добијат. Тоа е многу важно. Што ќе добијат ако дел од опозицијските партии конкретно спомнавте за Левица, дали ќе победи во тие општини? Бидејќи ја како што ги гледам анкетите, ги гледам често. Немаат никаква шанса да победат во тие општини каде што имаат кандидати за да покажат што. Сега они наратив политички ќе смислат, но суштината не е таа. Суштината е како прокси партии или да помогнат на некој друг. И председателот на ВМРО ДПМН и сега премиерот Мицкоски спомна дека постојат две опции. Нови избори или ВМРО ДПМН и коалицијата, или пак имате уште една опција, тоа е СДСМ, ДУ и Левица. И тоа треба јасно и гласно секој да го знае. Овој пат се излага и се гласа за тоа. Бидејќи со тие тајни вака сплетки помеѓу нив дека они не соработуваат, очигледно дека соработуваат во различни општини и така натака. Народот ќе го види тоа. Мала е Македонија, се знае, се дознава и резултатот ќе го покаже тоа. Дали некоја политичка партија се бори за 3, 4 или 5 градоначалници или се бори за 0 градоначалници, ќе го видиме на денот на гласање. Так. И што било сето тоа позадина. Но ние ветивме една работа дека минатите парламентарни избори дека ДУИ ќе оди во опозиција. И тоа го направивме. Сега можеби тоа се заборава дека тоа е туку така чекор што бил само кажан. Не, тоа сакаме да го види народот, да го осети како е подолго време ДУИ да биде во опозиција, тоа го правиме. Дали претходно се они што направиле како штета се трпат последиците, да се трпат. Но тие дали све е насадено како проекти или некои се она што го водат насадено криво, многу работи се насадени криво, треба да се одглавуваат. И во Министерството за одбрана сите договори од претходно што брзо плето ги правеле за различни работи, дали се работело договори за хеликоптери, дали не знам за градежни активности и слично, одвај треба да се завршат некои постапки бидејќи на криво биле почнати. Тие што се започнати од јас кога сум дојден сега се завршуваат сите. Зашто ако имате добра основа, тие ќе се завршат. Но да се вратам на она што е важно, народот треба да одлучи масовно да излезе, масовно, за да одбере опцијата, дали ВМРО ДПМН и да биде дел од историјата. Бидејќи бројките покажуваат дека ќе правиме историја, заедничка со народот. Или овие што се борат да опстанат на своите позиции. И СДСМ се бори да си покаже некој резултат, не знам како ќе го покаже и како потоа ќе продолжат како партија, но тоа е нивна работа, или другиве партии што играат за ДУИ и така натака. Многу е важно да се даде поддршка на нови избори, бидејќи со самата поддршка и бројот на гласови на ВМРО ДПМН тогаш покажуваме идни чекори за останатиот период додека сме се разбира на власт. А ако продолжиме вака да работиме честно и посветено, многу години ќе бидеме на власт. Тоа треба секој ден да го разбере и да го свати. Она што се случува овие 2 дена на почетокот на кампањата, 26 години го работам ова, кај да и седмата ќе ја започнам, не сум видел вакво нешто и ваква црна кампања, искрено, особено на локални избори. Знаело да се забега на парламентарни и на председателски некој нешто да каже, но на локални избори ваква ниска кампања не се случила. Денеска имавте од председателот на СДСМ, го викаат лидерот води, овие се председатели сепак не водат никаде.
ВМРО е спремно, не е спремно подготвено, е спремно е србизам да ги отруе и скопјани само за да ги задржи позициите. Вие ги имате позициите, некаде водите 7-1, 10-1, тој е 7-1, 8-1, 9-1 пониско од Мицкоски во довербата, така што не знам кој е тој што ќе даде се за да ги задржи позициите, но Левица, нивниот председател отиде до таму што не за спомнување, значи тука имаме голема нужда во превод работи, тоа не е да го споменеш, да го напишеш, нели е срамота. Имавме Али Ахмет изборуваше за загари, орли и други така животинки. Вие останавте на нивото, за сега не го симнавте, ќе останете ли со позитивната кампања или ќе се симнете принудени од ваквиве вокабулари кочијашки, како да ги наречеме? Знаете, они има една поговорка, сакаат да ве симнат на тоа ниво за да може на тој терен да бидат или рамноправни или да ве победат, зашто тоа е нивниот нормален терен, зборам овој што го кажувате со негативна кампања. Јас имав прилика и вчера да кажам еве на еден медиум, но и тука позитивна кампања апсолутно ги терам. Мислам дека дел од партиите сакаат да бидат да го нападнат ВМРО за да бидат во центар на внимание. На тој начин ќе добијат повеќе визибилност. Па најчесто се разбира се е напаѓан претседателот на партијата, премиерот, потоа министрите и така, но и забораваат дека се локални избори. Наместо да си поминат по уличките, да влезат во куќите, да разговараат со луѓето, можеби на тој начин ќе се додворат повеќе кон граѓаните и ќе направат позитивна кампања и ќе добијат некаква повеќе. Они одлучиле на овој начин да навредуваат, не знам, со некои изјави од 19 век да се силат нешто, да се покажуваат поинствени и така натака. Никој не им се плаши апсолутно и тоа веќе е, како да ви кажам, од минатото, од минатите векови. Немаат ништо да покажат што ќе направат до иднина. Ако со се нешто велите не чини, се е одвратно и така натака, ќе се оцрните како лик што треба да се представите пред граѓаните. Или ако не грешам, кандидатот за град Скопје од СДСМ не беше министер за животна средина? Беше. Каја Шукова беше министер. Што вака направи за загадувањето? 7 години. Што направи? Ветуваа чист воздух, се сеќавате, протестираа и така натака. Тие како на власт беа па протестираа против загадувањето, самите за против чист воздух. Со Шилегов заедно тогаш, да. Ветуваа. Така. Со таа кампања многу ветува. Што направи? Така. Еве имаа 7 години. И сега тоа наеднаш треба да се запори како министер за животна средина или заменик или што и да е. Што направи леве? Да видиме вака што подобриле во целиот систем. Или тоа викаат народот ќе забори. Или па можеби кандидатот е намерно ставен од тој сектор за да покаже резултати дека во идниот период ќе ги направи, имала можност, не ги направила. Но ја не сум кандидат за градоначалник, меѓу себе нека разговараат сите кандидати, нека одбере народот да видат што е вистински избор. Јас ви кажам дека вистински избор е да се продолжат проектите. Но во град Скопје апсолутно треба промена. Така. Треба Орце да дојде. Орце го познавам многу години, он е голем работник. Орце ќе ги засука ракавите, ви кажувам, уште пред да влезе во општината. Премногу е тоа што го вели за 72 часа дека ќе го исчисти. Орце ќе го прави тоа. Јас го знам многу добро. Тој ќе излезе на терен да помага. Но тоа не значи дека, еве, јас, ако смеам да кажам, тоа не значи дека ќе се реши проблемот за 72 часа, не. Тоа треба системски да се гледа наредните 4 години. Тоа е многу сериозна работа да се справите со сите депонии. Па видите, како институции постојано помагаме, поготово Министерството за одбрана, односно армијата, со сите овие пожари, со сите овие депонии и така натака. Тоа претходно некој не се грижал со години. Сега мора да се направи систем целосен. Целосен систем и да се подобри тука и верувате дека Орце ќе го прави тоа и еве гледам дека мој приоритет во неговата програма и честитки, браво. Мислам дека секој еден граѓанин тоа го бара. И навистина доста е веќе со да ги гледам оние слики на улиците со расфрлано ѓубре, што постојано некој друг е крив моментално за град Скопје, све е некој друг крив и така натака и така натака. Да го навлече гневот, бидејќи сепак вие поддржавте на почетокот. Да, но иако сите директори сега и се знаат. Јас се сеќавам и Коце кога бев градоначалник и Скопје никогаш не било вакво. Да. Скопје беше една убава приказна во тој период. Так. Сега верувајте, Орце ќе биде една скопска приказна каде што ќе го врати и сјајот, ќе го ичисти Скопје, ќе го направи модерно. Верувам дека ќе даде се од себе. И затоа секој еден треба да го даде гласот за Орце и за екипата, би рекол, во град Скопје од градоначалници. Тие се супер луѓе каде што се посветени
да не ги набројувам сите од сите општини, одлични луѓе каде што заеднички како тим, верувате и во ЗЕЛС, но и секаде многу проекти ќе буткаат и како тим многу ќе сработат. И тоа треба. Тоа бидејќи знаете, испреплетени се општините. Да речеме општината Ѓорче, општината Газибаба, не знам, Кисела Вода, секој има потреба од градот Скопје, но и обратно. Так. А сега градоначалниците од скопските општини сами го чистат сметот што е на градот Скопје. Тој смет е на градот Скопје. Најголем дел од граѓаните видат градоначалникот него чисти ѓубрето, забораваат или можеби не знаат по ингеренции дека тоа е на градот Скопје. Зашто? Ќе се дознае набрзо. Но мора тоа да се смени. И затоа вистинскиот избор е орце, се разбира, и сите од градот Скопје што Убеден се си кандидати дека на ќе ВМРО. победат? Не, Голем апсолутно. дел и во прв круг или сите? Најголем дел ќе победат, мислам дека, сега да не кажувам процент, но Так. најголемиот дел ќе победат во првиот круг. Можеби негде ќе има втор круг, но она ја што го гледам како бројки, ќе биде историја. Имаме уште теми за отворење, ќе зборуваме за анкетите кои што одат апсолутно и дефинитивно во прилог на ВМРО ДПМН. 4:1 е минимумот на соодносот со СДСМ кој што се најблиску. Така што со нас е Владо Мисајловски, министер за одбрана и потпредседател на ВМРО ДПМН. Имаме уште многу теми. Останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите. Се враќаме во за или против. Мој гостин е потпредседателот на ВМРО ДПМН Владо Мисајловски. Ги спомнавме анкетите со кои што завршивме. Соодносот се покаже и во Скопје. 4:1 во скопските општини, во Скопје, во Велесе, слична приказката. Подобри сте дури и во Струмица, каде што дури имаше прашање доколку во вториот круг влезат СДСМовскиот кандидат и вашиот, Петар, дека повторно ќе победи за неколку 3-4% повеќе ќе победи вашиот кандидат. Значи, во превод она што го зборуваат на сите звона го трубат СДСМ, пак ли ги местите анкети? Така. Па не, ние правиме многу анкети, правиме постојано. Да, точно, во Струмица водиме. Водиме и како партија и кандидатот е навистина квалитетен, каде што еве има шанса у кампања уште повеќе да расте на рейтинзите, би рекол. Да, утре ми е гостин, така што може ќе го видиме. Одлично е. Значи да не збориме многу од тој дел. Добре, директно, изворно со него да разговарате, но сменета е многу сликата во Струмица како бастион на СДСМ, мора да го признаеме тоа со години. Так. Но тамо мислам дека и од претходниот градоначалник и состојбите на бившиот председател и сегашниот лидер на СДСМ измешани се вака нивните и бизнис и испреплетени кавги, афери, скандали, народот го знае тоа во Струмица. Ние од другата страна ставаме човек што го познаваат, човек што сака да се докаже, знае каква општина влага, храброст невидена за да се разбие сето тоа што со години се правило во таа општина и да покаже на добро светло и мислам дека ќе имаме одличен резултат. Но не само во Струмица, спомна 4:1, 5:1, има и 10:1 во општини каде што водиме. И тоа ќе се види набрзо, но не треба сега да секој ден да рече ВМРО води, готово завршена работа, да. И многу и луѓе што ги познавам, готово завршено. Не е така. Не е така, треба што поголема излезеност. Знаете, на локални избори секогаш има 10% помалку од парламентарни избори излезеност. Тоа е разлика во гласови, апсолутната бројка која ќе видите ако искачаат над милион граѓани ќе се сватите дека 100.000 или повеќе може да помала излезеност да има. Што е сериозна бројка и за советници и за градоначалници, но јас очекувам дека ќе имаме ние многу голема поддршка и дека ќе направиме убедлива историска победа, но да не залажуваат само бројките и анкетите, треба секој да си го сработи овој период на терен, да си разговара со граѓаните, нешто дополнително да вети ако може и потоа да го исполни, се разбира, но сега е најубавиот момент на лице место, на пазар, на улица, од куќа на куќа, да си разговара секој еден, некој што бил претходно да се пофали со своите проекти, бидејќи тоа е супер можност да кажете да, до вчера немаше улица овде, сега има улица, јас се потрудив, направив, тоа народот го препознава. Па ќе видиме дали се важни анкетите или не се важни анкетите, мислам дека многу набрзо, СДСМ се свесни. Лјупчо знае дека ќе изгубат, ептен ќе изгубат. Како Грчка на времето, вело. Сега они размислуваат кој е сценарио да го фатат што потоа. Так.
одговорност, Порано очекуваш ви дека ќе тикнува- преземат, бегаат на пресконференции. Ќе бегаат и тоа како ќе бегаат туку. Дали ќе Се поднесе сеќавате некој порано остав? постојано велеа и правеа скандали, би рекол, што се ќе се случува во ВМРО, па не знам, Да. сега ова ќе Настапи се ја случи. префрлаа во Тоа вашиот за да двор не се топката, да. збори за нив. Гледате колку е различно, ние тоа не го правиме. Но тамо мечката игра веќе и тамо многу структури има и поделени се, што не е многу добро за плурализмот во државата. И СДСМ е голема партија што во минатото значила нешто, но сега на овие последни избори ќе се покаже дека не само народот што им дал црвен картон, туку повторно ќе им даде црвен картон, а другиве партии што се прокси, тоа па за некој свој интерес. Тоа набрзо ќе се види исто. Ви треба конструктивна опозиција Ни која треба, што ќе ме насочува, апсолутно. а не опозиција што ќе дава пресконференции со лажни вести. Тоа се случи неколку пати во низа од истата таа партија, лидер, нивни председател кој што тресе од ракав резултати од анкети кои што не постојат, кои што никој не ги извршил, наводни писма кои што некој ги пишал до одреден министер. Тоа се, значи, атавизми од минатото кои што се Не само злоупотребуваат, тоа, тоа се не рекла, знам. казала, муабети, не се И пресконференции. фейк ньюс, Да, вести да. се тоа. И некој тоа намерно го прави. Јас преска спомнав многу, знаете како велат, кој ги фрлите од висока зграда пред увите, потоа треба да се соберат, таа е лагата. Кога се расшири, на некој ќе допре до неговото и после тешко е да го објасните, но ако вистината на ваша страна, тоа е апсолутно јасно, но многу интересно знаат и тие што кажуваат вакви анкети дека тие сите куќи што прават анкети меѓу себе разговараат. Така. Знаат што е вистината и ја денес имав можност да слушнам повеќе анкети за различни општини. Тоа е мислењето на граѓаните. Сега најважно е секој еден кандидат за градоначалник да испровоцира дополнителен број на луѓе што ќе го поддржат. И тоа ние го правиме, на терен ќе го правиме секој ден, јас ќе бидам скоро секој ден на терен апсолутно. Ќе си ја вршам мојата работа, се разбира утре ми доаѓа министер од Босна и Херцеговина, ќе имаме официјален После пречек. работно време, но потоа, не со службено возило како што да, правеа апсолутно во кога ќе завршам минатото. со активностите, ќе посетам неколку други места и ќе бидам насекаде, зашто важно е да се види сплотеност, да се види дека заеднички функционираме, дека ќе си помагаме едни со други. Тоа народ сака да види сплотеност. У Македонија потребна е сплотеност. Треба единство, треба да си ја сакаш државата, татковината, да си сакаш да сработиш за утре да оставиш нешто. Овие претходно знаеш, Лјупчо што сака. Да крадат торбички, афери за нив, немаат гајле ако излезат. Битно да си го наполнат джебот. Тоа беше вака сликата за СДСМ идој. И да видам пак ќе спомнам пред избори да пуштаат резолуции кои што не знам зашто ги пуштаат, божем, да покажат Лажен сега патриотизам. ние со црвени линии, кои Тој црвени? им е страф од знаме од левица, би рекол, па сега ние Лјупче, ти си забегавме на искусен новинар, кои црвени линии Так. се поставени? па сите ги погазија ти. Имаше во собранието се потпиша за црвени линии пред бугарскиот, односно француски. Јас бев пратеник. Така, знаеш многу добро. Зошто ги погазија тие црвени линии? Имаше Зашто потпишано. негде ветиле. Да. И сега две работи се според моето мислење вака, лично. Дали оваа резолуција за да покажат цврстина дека еве се менува СДСМ, дека ќе се бори за некакви А сигнали и 6 пати татковина. тоа на се го кажува како се менува. Но... Да, но еве тоа да е Контрадиктивно. перцепција дека ќе се Да. променеле, врска нема тоа. Или пак е додворување кон некој Така. што не ги гласа. Дали се нуда дека еве тука сме ние ако треба некоја нешто да се смени од државата, Брлјотина да направиме кој што правевме, да. дали повторно некој се нуди за нешто што тоа е моje лично мислење, може би Така. грешам, но со вакви изјави, со вакви резолуции каде што може би еве после изборите ќе го сменат наративот, ќе прифатат забелешки, па потоа тоа е може би сосема различно. Може би ќе се извинат. Не верувам. Не верувам. Не верувам зашто они се убедени дека направиле нешто, не знам што, и дека поради тоа државата ќе одела напред и така натака, но не се согласувам. Не се согласувам. Така. И сега често пати ќе речат, а НАТО, ние заслуживме многу одамна да бидеме членка на НАТО. 2008 година. Точно така. Бев на вести кога Точно требаше, кога Буш рече 3 земји ќе влезат и се знаеме бевме. зашто не влеговме. Значи, дека не вела дека само поради нив, ние бевме спремна држава за да влеземе во НАТО уште тогаш. И армијата е спремна и е добар показател дека сме на добар пат. И да, навистина е добро да се биде во НАТО и да бидеш дел од тоа семејство, но што е најважно у светот? Татковината, идеологијата, символите македонски, она што
што низ години, векови се градел. Па имали по свето. И сега наеднаш црвени линии им текна. Многу интересен момент е тоа што токму тоа што го кажат и народот на локални избори ги интересира уличката, светлото, паркот, водоводот, канализацијата, собирањето на сметот. Па дуи, ја не слушнав нешто такво. Не, дуи и СДСМ главен столб можеби на нивната кампања за локални избори е Европската унија. Ако приметуваш, значи секој втор збор е Европската унија и како вие не правите ништо, односно не го прифаќате тој француски предлог кој што тие не требаше да го потпишат и сите им велеа да не го прават тоа, нели? И сега вие сте виновни за тоа што ние сме биле таму каде што сме со Европската унија, што е нели нонсенс, тоа е до Европската. Тоа значи дека повторно не име гајле за Македонија, дека овие црвени линии што божем ги ништо не им значат. Тоа лет карти како и минатите тие што си ги гласаа во собрание, тоаш во собрание ги пуштија само перцептивно и перцепција се создаде дека еве они заштитници после многу брзо време се изгласаа што им било кажано и но ако таа тема они сакаат да ја настојуваат, мислам дека веќе се поразени самите себе си и немаат веќе излез. На таа тема, ако мислат дека треба да добијат, не знам, во Могива и треба да добијат во Долнени или во Чашка или не знам во Дојран или во Ѓорче или во Бутел, ја утнале работа во Ептен. Народот сака да видат луѓе работници, што ги им се сработи, дали има доволно капацитет општината, така натаму и така натаму. Но тоа е надпревар. Ќе видиме како ќе биде, еве, стартува кампањата втор ден. Нека си ветуваат они ЕУ, ако некој градоначалник тоа му е агенда. Добро, но еве нека ветуваат нашите градоначалници како може некој проект со Европска унија да направат, тоа е подобро. Благодарение на СДСМ ги споменавме и НАТО, ти си министер за одбрана. Како стоиме со одбраната, беше најавувана и во тека и модернизација, се споменуваш и Леонардо договорот, многу работи кои што останаа, но и многу работи кои што за среќа и на армијата, особено на одбраната македонска, се случуваат, влегува нови возила, многу работи кои што не достига. Еве за крај да завршиме и со оваа тема, докаде сме, што сме, еве членка на НАТО, со сето она што се случува околу нас во светот, докаде сме со најавената модернизација? Па најголем дел од буџетот го трошиме за модернизација, преку 32%. Еве, ексклузивно нови дополнителни GLT возила ќе стигнат наредниот период, веќе имаме најава, така што уште еден настан ќе направиме. Пробуваме до крајот на годината да стигнат што повеќе GLT возила, тешки возила се разбира и страјкери. Дел ќе бидат и следната година, се разбира, не зависи се секогаш од нас. Ова се држави со држави договори, исто така имаме подпишано за противвоздушна одбрана со Франција, договор каде што очекуваме има мало задоцнување од нивна страна, поради нив и нивни подизведувачи што следната година ќе стигнат и тие системи. Ми бевте сведоци на хаубици што стигнаа нови, тој договор го завршивме, останува уште еден дел следната година. Имаме многу проекти подпишано со Европскиот мировен фонд, многу проекти, многу дополнителна опрема ќе стигне за Македонија, за нашата армија во наредниот период. Правиме доста капацитети, започнуваме. Сакам да ќе се вратам на Леонардо. Имаме доста договори исто така преку нашата програма и со нашите стратешки партнери САД, што имам исклучителна соработка и сум голем и навистина сум благодарен за сето ова што заеднички го правиме. Најголемите вежби оваа година ги направивме на Кривова, учествувавме на најголеми НАТО вежби во регионот, во Европа, што е навистина гордост. Но од друга страна имаме и проблеми со дел од проектите каде што се соочуваме, што под претходно така ги започнале, каде што треба да бараме начини да ги отклониме, ќе ги отклониме, да биде секој еден убеден во тоа. Еве за Леонардо конкретно, веќе минатиот месец, овој месец имаше 2 тима, каде што ги упативме во Италија. Тие 2 тима разговараа и на стратешкиот дел, но и воено-техничкиот дел. Се отворија многу прашања. Тука отидовме ние како тимови, исто така и со наши консултантни, правни застапници, да се разгледуваат сите детали во договорот, има и доста предизвици, но сум благодарен што имаме целосна, би рекол, добра соработка од страна на Леонардо, на компанијата, од италијанската страна, од Министерството за одбрана, каде што се заеднички би требало да отклониме, ако такви има работи во низ договорот, но добрите вести е што сега за сега она што ни го кажуваат и што јас можам да го добијам официјално од нив дека нема да има каснење по тој договор, втората рата се исплати.
Следната година имаме на почетокот исто така за исплаќање. Очекувам до крајот на годината и на лице место да отидам таму или на почеток на следната каде што ќе можеме да го видиме и на лице место е првиот хеликоптер, па од јули следната година како што е низ договорот да стигаат тие хеликоптери. Но тој договор е значително голем за министерството и со сите овие неколку проекти што ги спомнав, толку бил зафатен буџетот на министерството што не може, тешко е да испланирате за нареден период. Следната година е навистина тешка година за планирање, буџетирање, но еве директно тука целосна благодарност до премиерот и до министерката за финансии, апсолутно целосна поддршка за буџетот, бидејќи знаете, буџетот на одбраната треба постојано да расте. Со она што ќе се прави во инфраструктурата, коридорите 8 и 10 значи многу за нас, бидејќи тие се НАТО коридори. Тие се коридори каде што може да се пофалиме во НАТО дека со сите овие проекти ќе расте процентот на, би рекол, на процентот што треба во НАТО да го пријавиме. А со многу проекти што ги прават и другите институции во сајбербезбедност, така натака, Министерството за внатрешни работи, исто така можеме да ги прикажеме како придобивки дека тоа е дел од буџетот. И гледаме максимално да го искористиме буџетот за модернизација, но очекувајте дека нови проекти ќе започнуваме, се разбира, следната година и после завршување на изборите. Но еве да најаваме, имав прилика да го спомнам, но подиректно, веќе овој месец и наредниот ќе се потпишат договори за проектирање преку UNDP за домот на армијата. Што ова не е пипнато, не знам колку години, можеби повеќе од десетици години. Таму постојано правевме зафати да се санира нешто, знаете, тече од сите страни и така натака. Но целосна реконструкција на домот на армија сега поред црквата каде што е во централниот дел вреди да имаме еден преубав дом на армија, каде што максимално ќе се зафатиме следниот период. Исто така го проектираме и хотелот Шар, кој што е едно на Попова шапка, каде што едно, би рекол, што е символ и за армијата, но и за целиот регион. Таму мора да го обновиме. Ви кажувам дека такви се лоши условите што не може ни да замислите. Но за сето тоа треба буџетирање, да се најдат средства, да се направи проект и сето тоа го правиме. Најголем дел од подрачните единици ги средивме. Прво сега работиме на повеќе места, покриви, касарни и така натака, што исто така важно, но следуваат убави времиња од следната година и после изборите периоди, се разбира сега на што го работиме, но ќе следуваат многу проекти. Ќе ги најавувам дополнително, ќе следува дополнителна модернизација и се разбира ревидирање на нашите стратешки документи, но правиме една можност, ќе има можност дополнително, тоа ми треба повеќе време да го објаснам, но се оно што било давано низ годините како донација, јас давам заедно со генералштабот, со началникот, со сите вработени, се оно што се дало за помош како донација ни кон Украина, да добиеме средства неповратни грант и да ги вложиме целосно во армијата. Тоа го работам со месеци. Го работиме, многу себично да кажам, работам, многу го ги работиме. Имаме поддршка од НАТО земји членки. Го работиме постојано и мислам дека еве кога ќе имаме политичката одлука ќе го напоменам тоа, но целта ми е да направиме нешто за армијата што ќе биде историско. Да направиме најмногу за нив, за луѓето и да се чувствуваат горди Министерството за одбрана, но и армијата дека може многу да се помогне на нив. Продолжуваат постапките за нова униформа, за се она што е потребно. Некогаш, знаете, многу е тешко да се најде наеднаш пари за се. Мене многу ми беше проблематично да се обезбедат сите средства за она што не се плаќа во колективна, сега се исплаќа се и веќе таа тема е заборавена, бидејќи се исплаќа. Дури и Државниот завод за ревизија вика, па како све исплаќате, нели средства немало и така натака, но да го почекаме извештајот. Ја викам, па да, така треба секој ден да прави. Мислам дека тоа сме должни како политичари, како луѓе што ја водиме институцијата. Некогаш можеби да има некое каснење, но драго ми е што нема нови тужби. Можеби има некои тужби од минатото што повторно се, но нови тужби нема. Збориме за преку 18-20 милиони евра тужби добиени. И сега да не правам од се вака отчет, но јас сум горд на армијата. Армијата е срцето на татковината, луѓе што се способни за се. Постојано беа активирани на секој едно кризно подрачје, на секој еден пожар и се разбира апсолутно сите беа наградени веднаш. И сите овие што учествуваат, војници, офицери и се разбира
сите што се од Генералштабот, но и вработените во Министерството за одбрана што покажуваат резултат, дополнително ќе бидат наградувани. Тоа тука немам дилема, бидејќи покажуваме дека сме едни од најдобрите институции, покажа дека сме најтранспарентна институција, така ќе продолжиме, ќе работиме мако трпно, бидејќи тоа го заслужува народот и треба да покажеме дека сме навистина заслужни зашто сме во НАТО. Се очекува многу од нас во наредни 10 години како да трошиме пари, но повторно ќе кажам, треба да гледаме колку можеме, ама да почнеме да се вратиме малце, да си ги обновиме нашите работи во армијата, касарните, институциите, или нема доволно време да видите во каква состојба бил оставен еден воен хотел, да го видите во каква состојба, што мораше да се затвори, бидејќи таму паѓале столбови, никој не му било гајлен. И сега и тоа ги се спроектира. И тоа ќе се направи. Значи, така. Да, јас на доста медиуми тоа им го пратив. Ова се многу објекти што пропаѓале. Сега и да ова ќе го кажам, дел од тие објекти се прави проценка што нема да требаат на армијата и на министерството, тие биле објекти. Исто така ќе се дадат под наем, ако некој може да ги земе, се разбира секој може да учествува, или да видиме некоја постапка со партнерство, размислуваме набрзо да започнеме едни постапки за воен стадион да го обновиме целосно. И тоа со партнерство ќе видиме ако е возможно без министерството да троши пари. Ако не, целосно ние ќе застанеме и за други објекти што се интересни како камповите што ги имаме во Свети Наум и во Дојран што не е пипнато со години, размислуваме и тоа да го направиме како концесија, да ве заличи, бидејќи така треба да се работи. Ако од нешто имате загуба и не се користи, бидејќи условите се никакви, или ќе треба да се подобрува или да се планира, но не може се наеднаш. Јас знам дека има нетрпение некојаш се наеднаш, но мора постепено, бидејќи како што спомнав на почетокот, многу процеси некој претходно тактички ги правел за побрзо да се потпишат некои договори за некој можеби друг интерес, но никој не размислува што ќе се случи дента кога треба да се плаќа. Бидејќи секогаш стига сметката на доспеани уврски да ги исплатат. Но би рекол дека вака од моја страна дека сум задоволен, дека има прекрасни луѓе, одличен тим што има министерството и во армијата што даваат се од себе, некогаш може и критика да се добие, што е добро, и јас сакам да има и критички настроена опозиција за да се подобруваме сите, но оваа опозиција апсолутно не ја бива. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам во секој време. Ми беше чест. И мене. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.